И ветераните во ВМРО-ДПМН застануваат зад актуелното раководство на партијата во внатрепартиските дебати што се отворија по расплетот на политичката ситуација. Мане Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО-ДПМН, вели дека Груевски раководството се политичари избрани за водачи, а не за следачи, како такви имаат информации и досегашно искуство за да ги донесат најдобрите одлуки за Македонија и за партијата. Храброст не е да го однесеш народот во провалија, туку да го одбереш патот на успехот, дури и да е тој најтешкиот и најтрнливиот. Тој има своји грешки, но не заборавајте, во 14 години на чело на ВМРО нема ниту еден пораз. Повторувам, ниту еден пораз, и тоа така ќе продолжи да биде. Само победи. Тоа не го прави случаен човек. ВМРО, ДПМН и Груевски ќе победат на наредните избори, кога и тие да се случат. Пишува Јаковлевски. Во врска со инцидентите во собранието на 27 април, поранешниот пратеник Момчило Аврамовски ги отфрла обвинувањата дека пратениците на ВМРО-ДПМН не направиле доволно и дека реакцијата била преблага. Груевски е водач на партија и тој може да најави и реализира жестока политичка реакција каква што имаше. Меѓутоа, водач на партија во една држава не повикува на вооружена борба или конфликт. Дециден Аврамовски. Деновиве со своји ставови излегоа и бројни аналитичари и подржувачи на политиката на ВМРО-ДПМН кои велат дека партијата направила максимум. Наум Стоилковски пишува дека се друго ќе водеше кон 2 парламента и 2 влади. Ке станевме држава на потелени македонци, со едната помала група на македонци ке застанеа и албанците. Ке дојдевме до граѓанска војна, ке станевме инструмент за борба меѓу САД и Европската унија, смета Стоилковски. И политичкиот аналитичар и член на Стоп операција Сорос Никола Србов на својот профил на социјалните мрежи напише дека Македонија, земја од 2 милиони жители, под водство на Груевски стана синоним на отпорот против надворешните притисоци. Груевски, пишува Србов, даде отпор и цела деценија ја бранеше државата од операцијата на меѓународната заедница, да се промени власта со цел да се промени државниот систем и уредување и да се обезлечи Македонија.